ова издание на Саботна хроника, во која ве потсетуваме за актуелните настани од неделата што изминува, ќе гледате. Казна 1200 денари за блокатор и 2500 за пајак, доколку се паркирате на резидентен паркинг во центар. Меѓу 15.000 и 20.000 лица имаат аутистичен спектар на нарушувања. Општина Илинден оствари соработка со општина Брежице од Словенија. Македонија е во пламен. Дирекцијата за заштита и спасување со забрана за движење во шума. Со дефиле на велосипеди завршија деновите на екологија во општина Бутел. Општина Бутел го одбележа денот на шегата. Во одбележувањето учество земаа учениците од 7 основни училишта, како и најмладите од детската градинка 11 октомври. Во рамки на манифестацијата се одржа ревија на маски во која учествуваа децата, а ги покажаа нивните групни и поединечни маски, кои беа нивните замислени ликови. На 1 априлската ревија на маски присуствуваше и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој истакна дека секогаш ги поддржува ваквите манифестации затоа што го разубавуваат животот и ги прави децата да се чувствуваат среќни. Општина Бутел денеска организира априлијада за сите дечиња во општината, како за основните училишта, така и за градинката, каде што секое дете ќе донесе своја маска и ја покажува желбата за се она што сака да биде во животот. Поради тоа, општината и училиштата организираме една централна манифестација, каде што се одредуваат од училиштата одреден број на дечиња и присуствуваат на оваа манифестација. Ќе ги наградиме, значи, сите ученици, нема да има двоење, ќе има, значи, посебна маска и групна маска, така да мислам дека априлијадата ќе биде за децата нешто што ќе го паметат во наредните години. На првоаприлската манифестација можеа да се видат најразлични маски, принцези, зајачиња, индијанци, кловнови, мачиња, каубојци, бетмени, пеперутки, мали невести. Секој со неговата креативност и мораме да признаеме дека сите беа убави. Децата денот на шегата го искористија барем еден ден да станат еден омилен лик од приказните и цртаните филмови. Во што си маскиран? Во лего коцка. Кој ти помогна да ја направиш оваа коцка? Татко ми. Во шолја за чај. Ти во што си маскирана? Јас сум во црнкиња. Кој ти помогна вака да се облечеш? Мама и баба. Во што си маскирана? Во бувче. Кој ти помогна да ја изработите оваа маска? Мама и тато. Во пролета. Во бубамара. Во кокиче. Во дрво. Оваа првоаприлска ревија имаше надпреварувачки карактер. Сите маскирани ученици добија пофалници, а најуспешните групни и поединечни маски беа наградени. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска го посети основното училиште Кочо Рацин, при што се дружеше со децата кои маскирани го одбележаа меѓународниот ден на шегата 1 април. Традицијата на подарување чоколади продолжи и оваа година, па така вкупно 1050 чоколади им беа подарени на децата од сите училишта и градинката во општината. По повод 1 април, светскиот ден на шегата, значи општина Петровец, како и секоја година, така и оваа година, ги поминавме сите училишта, значи како основните училишта, Кочо Рацин во Петровец, основното училиште Братство единство во Средно Конјери, ги поминавме училиштата и во Сушица, и во Горно Конјери, и во Долно Конјери, и во Чифлик, и Одњанци, и Катланово, значи сите дечиња кои ни беа маскирани, односно од прво оделение до пето оделение, значи доделуваме по една чоколада, а исто така и за нашите најмали, најмели, значи дечињата од градинка, некаде околу 150 на сите дечиња исто донираме, односно дадоме по една чоколада во знак на светскиот ден на шегата 1 април. На забавата, која беше исполнета со многу детски песнички и игри, продефилираа најпознатите ликови од приказните на Дизни, многу принцези, пеперутки, кловнови и пирати. Дел од нив срамежливо, а дел пак смело зборуваа за нивните идеи за маскирањето. Во што сте маскирани вие? Во вештерки. Во вештерки. Кој ве маскираше? Кој ви помогна? Мама.
Во што сте маскирани? Во ролеркарки ние двете. А кој ве нацрта на лицето? Мене мама ме црташе. Карта. Кој ја направи оваа карта? Мама. Ти помогна? Да. Беше тешко да се изработи ова? Не. Јас сум каратиста. А кој појас имаш? Вел. Ние сме Елса од Frozen Султанот. Јас сум клоун. Ја ролераш. Во зомби. Кобоец. Чергари. Во чергари. А вие имате групна маска? Да. Како се договоривте баш ова да се маскирате? Наставничката. Фудбалер. Скелетонар. Дефилето на маскирани деца во организација на општина Петровец ќе продолжи и во наредните години, велат од општината. По повод денот на шегата 1 април во спортската сала Гоце Делчев во општина Илинден се одржа традиционалната 13-та поред априлијада. На манифестацијата, како и секоја година, умешноста во маскирањето проследена со многу музика, игра, шега и смеја, ја прикажаа учениците од трите основни училишта Гоце Делчев, Ристо Крле и браќа Миладиновци, како и дечињата од детската градинка Гоце Делчев. На априлијадата можеа да се забележат најразлични маски кои децата ги изработиле со помош на нивните родители, а имаше и дечиња кои на изработката на нивните маски посветиле и неколку дена. Во што си маскиран? Во дедо. А како се викаш? Јаков. А кој те маскираше? Кој ти помогна? Мама. Како се викаш? Матеја. А во што си маскирана? Убува Мара. Кој ти помогна да се маскираш? Мама. Во медицинска сестра и се викам Јана. Кој ти помогна да се маскираш? Мама. Во костур. Во невеста. Јас сум маскирана во принцеза. Јас сум маскирана во Frozen. Во мачка. Во страшило. Кој ти помогна да се маскираш? Мама. Беше тешко да ја изработите оваа маска? Малку. Кој те облече вака? Мајка. А кој ти помогна? Тата и мама. Облак. А кој ти помогна да се маскираш? Мама. Јас се викам Јаков и маскиран сум во Бетмен. Јас се маскирам во Айромен и се викам Михаил. Јас се викам Кристијан и јас сум маскиран Панда. А кој ти помогна? Кој те нацрта на очите, на лицето? Мама. Во пуканки. Кој ти помогна да ја изработите маската? Мама и ја. За најинтересните маски на денешната априлијада беа доделени и соодветни награди. Целата манифестација помина во прекрасна атмосфера, проследена со детска песна, игра и смеа, за што се погрижија и аниматори кои ја збогатија оваа манифестација со шега, хумор и сатира. Шеесет најкреативни маски од 6 основни училишта од општина Ѓорче Петров денеска беа дел од маскимбалот кој секоја година го организира општината. Креативноста на децата, но и на родителите, на вистина нема граници, а во тоа се уверивме и самите. Во Реунскиот парк во Ѓорче Петров денеска сретнавме кутија за пуканки, вазна со цвеќе, пролетни кралици, комити и индијанци. За најдобрите, општината подготви и награди. Во што си маскиран ти денес? Јас сум маскиран во пуканки. Колку време ти требаше да ја подготвиш маска? Како се викаш ти? Па, околу 4 сата. Во што си маскирана? Кој ти помогна? Ти сами изработуваш или имаше помош? Кој ти помогна за оваа маска? Ми помогна мене мајка ми. Сакаш ли? Што представува 1 април за те? Со давање на поклони. 1 април за мене представува денот на шегите и хуморот. Во комитет. Чива беше идејата за оваа маска? Па јас си измислив, а тета ми помогна со тато и мама. Што представува 1 април за тебе? Шеги и маски. Во цветна самовила. Колку време ја подготвуваше маската?
Епа за 12 дена. Кој ти помогна? Мама и тато. Во Кралица на пролетта. Кој ти помогна? Мама. Колку време е попустува? 2 дена. Што представува 1 април за тебе? Радост и среќа и шали. Што си маскирана денеска? Важна со цвеќе. Кој ти помогна за маската? Мама и тато. А чива беше идејата? Моја. Што представува 1 април за тебе? Смеја игра. Во индијанец. Идејата чива беше за оваа маска? На мама. Кој ти помогна? Мама. А што представува 1 април за тебе? Ден на шега. Еко Кралица. Што представува 1 април за тебе? За мене 1 април представува нешто многу убаво и нешто што сите се срекни. Како се забавуваш ти на овој ден? Епа се шегувам со другарчињата и многу сум срекна. Што представува 1 април за вас? Па шега. Да, шега. Денот на шегата и дека доаѓа пролетта. Како се забавувате вие на овој ден? Па се шегуваме и сме маскирани. Во што сте маскирани денес? Јас сум во сладолед. Пипи долгиот чорап. На априлијада 2019 година учествуваат деца од сите 6 основни училишта, како и од градинката Росица. Жири комисијата ќе избере по една најдобра маска од сите училишта, а потоа од нив ќе биде избрана и маска на општината. Раководителката на одделението за јавни дејности Сонја Палчевска-Ќосева им порача на најмладите, но и на повозрасните, секој ден да им биде исполнет со смеа како денешниот. Децата го сакаат она кога ќе бидат она што во нивните бајки приказни ги читаат и овој ден им дозволува да бидат тоа. А ние во училиштата, во општината се трудиме овој ден да го направиме што посреќен и повесел. Како впрочем тоа го организираме. Во секој училиште утрово имаше избор на најдобри маски и тие 10 маски денеска се тука во паркот, тоа значи од 6 училишта по 10 ученици. Овдека формиравме комисија која е неутрална и која што ќе избере најдобрата маска од секој училиште. Значи, ќе бидат наградени по една маска од секој училиште, тоа е многу важно, за да не се лутат децата и училиштата, а потоа од сите наградени 6 ќе избереме најдобрата и ќе ја прогласиме за маска на општина Ѓорче Петров. Не ги забравивме и најмалите, тоа е градинката, децата од градинката дојдоа во поголем број, и тука сме малце попристрасни. За секое дете по едно нешто кое што ќе го однесе и ќе го помни долго. Ова е денот кога мене би ме прашале би бил неработен ден, затоа што вклучени се сите, и бабите, и мајките, и татковците. Значи, ден кога ќе бидеме сите заедно. И денес активните пожари дивеат на територијата на Македонија. Овој пат на Дирекцијата за заштита и спасување и специјализираната воздухопловна единица при Дирекцијата за заштита и спасување им излегоа во поддршка Министерството за одбрана и армијата со цел делување и справување со огнената стихија во Крушево. Дирекцијата за заштита и спасување уште еднаш испраќа апел за совесно однесување на населението и придржување кон забраната за движење во шуми и шумски подрачја со цел спречување на пожари во нив, како и активно вклучување на сите институции како на локално, така и на централно ниво во заштита на шумите и природните ресурси на нашата земја. За непочитување на оваа забрана на физички лица кои се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противредност. Во текот на вчерашниот ден, 12 литови и 30 тони вода биле изфрлени во местото Орашец во општина Чашка, местото Рамно во општина Македонски Брод и во Струмичко Ново село. Во саботата со авиони се гаснеше пожарот кај Љубутенски Бачила во Скопско. Нови опожарувања имаше кај Небрегово. Во општина Гостивар беше појавен пожар кај селото Ѓорѓевиште, додека шумски пожар имаше и кај манастирот Света Богородица кај Матка.
Во Беровскиот регион изгоре дабова и букова шума и нискостеблести растенија, додека во пожар во село Полчиште Прилепско била опожарена нискостеблеста вегетација, густа трева и околу 20 хектари борова шума. Штетите од пожарите дополнително ќе се утврдуваат. Жичерницата Милениумски крст од денеска ќе работи до 18 часот, согласно утврдениот возен ред. Работното време ќе биде од 10 до 18 часот, при што последното возење од долу нагоре е во 17:30 часот, односно во 17:45 часот од горе надолу, информираат од ЈСП Скопје. Жичерницата на Средноводно работи секој ден освен понеделник и секој последен вторник во месецот, кога се врши редовен технички преглед на објектот. Билет за возрастни чини 100 денари во за двата правци, а 50 за во еден правец. Билет за деца чини 50 денари. Во вторник, петок, сабота и недела бесплатен превоз имаат возрастните лица, жени со 62 години и мажи со 64 години. Во среда бесплатно возење имаат учениците од средните училишта, чиј основач е градот Скопје и одлуката важи за време на учебната година. Во четврток бесплатно возење имаат и редовните студенти на некои од државните факултети. Од ЈСП Скопје информираат дека посетеноста секојдневно расте, а се очекува таа да бележи пораст и во предстојниот период. Генерално најбројни се посетите за време на викенди и празници, кога може да се забележат сите категории граѓани. Скопјани, туристи и жители од другите градови ја користат жичерницата, уживаат во чистиот воздух и природата, панорамски ги разгледуваат градот и планината. Неодамна жичерницата во рамки на ЈСП Скопје потпиша договор за деловно техничка соработка со тимот на жичерницата од Сараево. Соработката меѓу двете жичарници ќе значи размена на искуства меѓу двата тима, а по потреба и техничка поддршка. Жичерницата Милениумски крст беше пуштена во употреба на 3 јуни 2011 година. Се движи со брзина од 6 метри во секунда и оваа должина ја совладува за 4 минути и 18 секунди. Патниците се распоредуваат во 28 кабини за по 8 патници и 2 кабини за 4 патници. Вкупниот капацитет на жичерницата е 1160 патници на час, се наведува во соопштението од ЈСП Скопје. Со манифестацијата Екодефиле на велосипеди во општина Бутал завршија 10 денови на екологија во општината. Велосипедското дефиле беше реализирано од 70 на ученици, предводени од градоначалниците на град Скопје и општина Бутал, која поминаа делницата од општинската зграда преку улицата Натанаел Кучевишки, новиот дел од булеварот Христијан Тодоровски Карпош и преку улицата Цетинска, пошто повторно се вратија пред општина Бутал. Градоначалникот на општина Бутал Велимир Смилевски во своето обраќање истакна дека е задоволство да се вложува во еколошката свест на најмладите. Имаме денеска голема чест и задоволство да учествуваме на нешто што во Бутел до сега го немало, 10 дена активности околу екологијата. Не случајно ние како општина почнавме вакви проекти затоа што рачунаме дека во текот на годината ќе имаме повеќе активности околу екологијата, нема да чекаме ден на екологија. Затоа и ова ни е едно новороденче кое што се надеваме дека во наредниот период ќе ни биде многу почесто, за да може да се учиме како со децата, така и во иднина со родителите околу се она што се случува околу нас. Заради тоа смисливме агенда 10 дена, денеска е последен ден, 10-тиот ден, имаме екодефиле кој ќе го поддржиме со движењето на велосипедите и ние како представници на општината и на градот. Ќе се наградуваме за екострипови, затоа што имаме прекрасни екострипови кои што ги изработија нашите ученици. Голема благодарност и до градинката која што ни даде секојдневна поддршка во овие 10 дена активности за попълнување на еден дел од ритмичкиот дел и до средното училиште кое што иако не е општинско училиште се приклучи во нашите активности. Скопскиот градоначалник Петре Шелегов пак порача дека се чувствува многу убаво секогаш кога е на велосипед и кога е присутен на еколошки манифестации. Промовираме велосипедизам во градот Скопје. Велосипедизмот освен што е здрава една навика, овозможува всушност и борба со
аерозагадувањето, употребата на велосипедите е секако алтернативен начин на сообраќај и многу побрзо, многу поеколошки може да во урбаните средини граѓаните да се движат. Во секој случај ваквите манифестации, промоцијата на велосипедизмот придонесуваат и за подобрување на животната средина во која што живееме, меѓутоа и за здравјето на нашите сограѓани. Колку често возите велосипед? По зависност од тоа колку ми се можностите, најмалку еднаш до 2 пати неделно се качувам на велосипед и овдека дел од делницата доаѓањето му е на оваа манифестација беше со велосипед. Е добра, е здрава навика и всушност станува збор за дали човек сака да го промени начинот на живење. Значајна улога при мотивирањето на учениците да користат велосипеди имаат и наставниците. Оделинскиот наставник Мирослав Митиќ, кој самиот беше дојден со велосипед, вели дека често на своите ученици им го објаснува значењето на велосипедот. Дали наставниците ги советуваат учениците да возат велосипеди? Секако, секој ден, затоа што тоа е здраво. А дали вие наставниците возите велосипед? Секако еве го мојот велосипед е овде. И јас денеска на работа дојдов со велосипед. Во рамки на манифестацијата беа доделени 3 награди за најдобрите основни училишта. Првото место го освои основното училиште Живко Брајковски, второто основното училиште Лиман Каба, а третото основното училиште Гоце Делчев. Првонаградениот и второнаградениот ученик за екострипот добија по 1 велосипед, а третопласираниот доби тротинет. Останатите ученици од другите 4 основни училишта за одработените теми во изминатите 10 дена добија благодарници и планинарски ранци. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2019-2020 година за гимназиско стручно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. Првото пријавување и запишување на учениците ќе биде на 17 и 18 јуни 2019 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 19 јуни. Второто пријавување и запишување на учениците е на 24 и 25 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 26 јуни. Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 1 јули 2019 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени наредниот ден. Податоци за слободни места по паралелки и наставен јазик за сите училишта во државата, како и информации за потребните документи и условите и критериумите за упис се содржани во конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави на својата веб страница. Јавното предпријатие Паркинзи општина Центар ќе става блокатори на непрописно паркирани возила на резидентни паркиралишта и резидентни улици кои се наменети само за станарите. Оваа акција предпријатието ја спроведува со цел да воведат ред во паркирањето и да ги ослободи паркиралиштата за станарите. Казнувањето ќе стартува од 10 април на паркинзите за резиденти, а сега контролорите ставаат само опомени кои ги лепат на возилата. Имаме многу поплаки од граѓаните кои не можат да се паркираат на нивниот паркинг од други возила кои не се настанари. Затоа стартуваме со поставување блокатори. Казната за поставен блокатор ќе биде иста како дневна паркинг карта, односно 1200 денари во Дебармало и Градски парк, а 960 денари во Буњаковец, Капиштец и Пролет. Акцијата за поставување блокатори ќе започне на 10 април, најпрво во Дебармало и Градски парк, за да ги ослободиме паркинзите на станарите, а потоа продолжуваме со Буњаковец, Капиштец и Пролет. А за останатите јавни паркиралишта со кои стопанисува ПОЦ, си останува казната од дневна паркинг карта доколку не се прати порака за паркинг. Изјави Васко Кичевски, директор на јавното предпријатие Паркинзи општина Центар во телефонска изјава за Прва Скопска. Како што истакна директорот, ПОЦ располага само со 3 пајак возила и не може да постигне да ги ослободи паркинг местата на резидентните улици и токму затоа почнуваат со поставување блокатори.
На оние граѓани кои непрописно ќе бидат паркирани, односно ќе се паркираат на резидентен паркинг или резидентна улица која е наменета само за станари, откако ќе му се постави блокатор, доколку во рок од 2 часа не го отстрани возилото, ќе биде повикана пајак службата да го подигне возилото. И во тој случај, граѓаните ќе си платат и казна за блокаторот 1200 денари или 960 денари во зависност од секторот и плюс казна за пајакот 2500 денари или на лице место ако се плати, тогаш казната е 1500 денари. Граѓаните исто така треба да бидат многу внимателни и да не се паркираат и да не ги узурпираат паркинг местата кои се наменети за инвалиди. Во овој случај, доколку се паркирате на место обележано за инвалиди, ќе платите казна од 6000 денари. Втори април е светски ден на свесноста за аутизмот. Аутизмот е невроразвојно нарушување кое значајно влијае врз способноста на комуникација и социјална интеракција. Се карактеризира со ограничено и повторливо однесување. За разлика од минатото, кога проценките биле дека од аутизам страда 1 на 10.000 деца, денес се смета дека 1 од 100 деца развиваат аутизам. Одредени анализи покажуваат дека во наредните години во светот ќе има повеќе деца со дијагноза на аутизам отколку со рак, дијабетес и сида заедно, што е повеќе од загрижувачки. Денешниот датум, 2 април, со резолуција на Обединетите нации од 2007 година се одбележува како светски ден на аутизмот. Ширум светот се испраќаат пораки за поголема грижа од надлежните, повисока свест од општеството, подобри услови во градинките и училиштата за деца со аутизам. Раното откривање на аутизмот и навремениот третман се многу важни за понатамошниот тек на животот, бидејќи на детето му се помага да стекне одредени социјални вештини и самостојност. Родителите треба да се консултираат со лекар ако забележат дека детето не се смее и не покажува реакции на среќа до 6-тиот месец, ако не постои гестикулација, вперување со прстот, мафтање со рацете, поздравни пораки и слично, до прва година од животот, ако не прозбори ни збор до 16 месеци и ако не реагира на своето име. Се проценува дека помеѓу 15.000 и 20.000 лица во државава имаат аутистичен спектар на нарушувања, покажуваат епидемиолошките студии на Македонското научно здружение за аутизам, кое со Меѓународната асоциација Аутизам Европа се приклучи во кампањата за одбележување на 2 април Светскиот ден на аутизмот. Светскиот ден на аутизмот е прогласен од Генералното собрание на Обединетите нации во 2007 година, како ден на кој треба да се посвети внимание на ургентните потреби на лицата со аутизам ширум светот. Се претпоставува дека 7 милиони луѓе во Европската унија имаат аутистичен спектар на нарушувања. Многу од нив се соочуваат со дискриминација и се подложни на социјална исклученост. Во рамките на проектот Уметност за сите и по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со аутизам, Националната галерија на Македонија в четврток во Чифте Амам ќе отвори изложба Пролет, лето, есен, зима и повторно пролет. А наредниот ден ќе организира трибина Културолошка инклузија на лицата со посебни потреби. Градоначалникот на општина Брежица од Република Словенија Иван Молан и амбасадорот на Република Словенија Милан Јазбец денеска беа во посета на општина Илинден, каде што разменија искуства за работењето на двете збратимени општини. Како што посочи градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, оваа средба е од исклучително значење за работењето на општината, а од истата се очекува да произлезат голем број заеднички проекти. Драго ми е што се денес се присутни во општината затоа што сакаме да направиме соработка, посебно во делот на управување со проекти кои што би можеле да искористиме средства од Европската Унија. Понатаму да размениме видувања во делот на работењето на двете општини и се она што можеме како знаење да го исцрпеме од Република Словенија, а воедно пак да презентираме и да ги презентираме можностите и капацитетите на општина Илинден. Во делот на презентирање на нашата општина имаме проекти кои што се заеднички и кои што можеме во иднина и заедно да ги имплементираме.
искуството од Република Словенија и работењето и во општина Брежице значително ќе придонесе за реализација на наши проекти кои што се зацртани во нашиот стратешки план за локален економски развој. По разгледувањето на општина Иленден, гостите од Словенија заедно со домакинот засадија дрво од видот чинар како символика за долгогодишното пријателство. Градоначалникот на општина Брежице нагласи дека од пријателството со општина Иленден ќе произлезат голем број проекти кои ќе бидат финансирани од европските фондови. Садењето дрво символизира пријателство помеѓу две држави и две општини. Општина Брежице е голема приближно колку вашата општина, има 25.000 жители. Ние сме моќно поврзани со туризмот и со културата и наша желба е да направиме заеднички проекти со европските фондови. Ние сме успешни на тоа поле и затоа бараме проектни партнери. Партнери имаме во Србија, Хрватска, Босна, Чешка, Франција и Ирска. Но сакаме и да имаме партнери од Македонија. Слушнавме дека Илинден е една од најдобрите општини во Македонија и затоа дојдовме тука. Соработката помеѓу двете општини е на иницијатива на амбасадорот на Република Словенија во Македонија Милан Јазбец, кој е редовно присутен на сите културни случувања во општина Илинден. Како што истакна Јазбец, понатамошната соработка ќе биде насочена кон младите, но и кон граѓаните од трета доба, односно пензионерите. Посадили смо дрво чинар, Platanus orientalis. Денеска посадивме чинар. Тоа е символика и коинциденција бидејќи во центарот на Брежице постои дрворед со големи чинари, па ова дрво нека ве потсетува на Словенија. Постои голема можност за соработка, посебно за црпење на европските средства. Сега е тренд од една страна да се работи со младите, а од друга страна и со граѓаните од трета доба, пензионерите и со лицата со инвалидитет, со цел овозможување на подобри услови за живот. Не само да се ради со младима, со другим со генерацијом за трети животна доба, значи пензионерима. Голем број чешки компании покажуваат интерес да инвестираат во Скопје. Тоа е добра поидовна точка и можност за градење нови стратешки партнерства во делот на решенијата за транспортот и транспортната инфраструктура, управувањето со отпадот, управувањето со водните ресурси, еколошките заштитни технологии и слично. Ова денеска го истакна скопскиот градоначалник Петре Шилегов на бизнис форумот меѓу Република Северна Македонија и Чешката република, кој додаде дека заштитата на животната средина е огромно поле на кое постојат отворени можности за соработка. Заштитата на животната средина и екологијата за Република Северна Македонија, но особено за град Скопје, представува едно огромно поле на кое што постојат многу отворени можности за соработка. Ме радува фактот што голем број чешки компании покажуваат интерес денеска на овој форум во Скопје. Тоа е добра поедовна можност и можност за градење на нови стратешки партнерства, особено во делот на решенијата за транспорт и транспортната инфраструктура, управувањето со отпадот, управувањето со водените ресурси, еколошките заштитни технологии и се што е поврзано особено со заштита на животната средина. Убеден сум дека во работниот дел на форумот ќе се отворат многу нови можности за сите нас и верувам дека потенцијалот на идната соработка е толку голем што не остава простор за ништо друго, освен за успех. Шилегов додаде дека тој и градската администрација им се на располагање на сите заинтересирани компании, а во работниот дел на овој форум ќе се отворат нови можности за сите. Под мотото идентитети што не смеа да се пропуштат, од 4 април на повеќе сцени ќе се одржува 15-тиот Танцфест. Фестивалот ќе биде отворен в четврток во Македонскиот народен театар со представата Идентитети на Скопје танцов театар и ќе биде доделена наградата Менада за врвни остварувања во областа на танцот. Според Рисима Рисимкин, уметнички директор на Танцфест, годинашнава програма е посветена на младите современи танчери и нови кореографски имиња од нашава земја, со цел општеството да го препозна идентитетот кој е создаден, како резултат на долгогодишното влијание на фестивалот и неговото значење за развојот на современата танцова сцена кај нас. Покрај македонски, ќе учествуваат и селектирани млади кореографи од Франција, Холандија, Израел, Русија, Италија и Полска.
Фестивалот ќе биде затворен на 23 април со представата од Кина, секвенци, минато, сегашност, иднина. Во рамки на фестивалот првпат ќе биде доделена и наградата Менада за млад уметник, како поттик и признание за младите уметници. Повеќе од 2500 надпреварувачи од 36 држави од 3 континенти – Европа, Азија и Америка, меѓу кои 7 од 15 првопласирани танцови двојки настапија на отвореното светско првенство во латино, стандардни и модерни танци, што викендов се одржа во ВИП арената Борис Трајковски. Настанот е во организација на Сдруженијето за модерни и спортски танци Прима Данца Скопје, а под покровителство на Танцовата спортска федерација на Македонија. За прв пат кај нас се одржува ваков надпревар од светско ниво. Владимир Тодоровски, председателот на Федерацијата за танци и организатор, истакна дека целиот настан за нас значи многу, како и 7-то место кое го освои нашата двојка од вкупно 36 држави, а танцовата двојка од Босна и Херцеговина го освои првото место во латино танци. Навистина беше оваа вечер празник за очи. Немам зборови. Меѓу најдобрите парови на светот имавме ситуација да видиме парови од првите 10-15 места на светската ранглиста. Прв пат се случува во нашата држава, се надевам дека сите уживаа во тоа. Јас сепак би упатил една честитка за нашата двојка, 7 место, сепак е тоа голем резултат. Да. Ние сите живеевме и очекувавме дека ќе бидат и во финале, меѓутоа сепак судиските очи се тие кои што пресудуваат. Не можам да кажам дека е тоа лош резултат, секогаш може подобро. Навистина 7 место на еден ваков настан каде што има 36 држави учеснички е, како да ви кажам, голем успех. Се надевам дека вашата медиумска подршка секогаш ќе ни излезе во пресрет и дека навистина танцот како спорт и култура во државата ќе застане на својот пиедестал. Прва Скопска в сабота од 21 часот и 5 минути ексклузивно ќе ви пренесе повеќе од 2 часа од амбиентот во арената Борис Трајковски во Скопје од Македонија Open 2019, отвореното светско првенство во стандардни и латиноамерикански танци. Следната година во Скопје настанот ќе се одржува на 26 и 27 март. Младинскиот културен центар објави конкурс за млади уметници за самостојна или групна изложба која ќе се реализира во втората половина од оваа година. Целта е да се промовираат млади ликовни автори, а право на учество имаат сите заинтересирани на возраст до 35 години. Кандидатите ќе ги избира комисија формирана од МКЦ и од град Скопје. Конкурсот трае до 1 мај. Пријавите треба да се испратат на имейл адресата info@mkc.mk со назнака конкурс за самостојна или групна изложба, заедно со куса биографија, фотографии од делата, односно линк до профилите на Инстаграм, Фејсбук или на интернет страници на кои тие се представени. Планирани се 8 изложби, логистички поддржани од Младинскиот културен центар, за кои ќе биде отпечатен и каталог. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Саботна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на хрониките.